Премиерот слуша само тоа што сака да го чуе, не го слушнал она што сите го слушнаа, а директно и неговите колеги од владата, Спасовски, Тренчевска и Лога. Запрашан за коментар за изјавата на Дејвид Гир дека Европската унија изразила загриженост за содржината и начинот на кој беше донесен кривичниот законник, Ковачевски самоуверено одговори дека немало таква изјава. Тоа не е точно апсолутно, затоа што овие закони се усогласени со праксите во Европската унија. Исто така кога ќе го видите и нашиот кривичен законник со последните измени, тогаш ќе видите дека се работи за идентичен закон со направени измени на законодавството во Германија, во Франција, во Словенија и во однос на одредби и во однос на висина на казни. Гир реагираше дека кривичниот законник е донесен со злоупотреба на европското знаменце, а според европејците може да се доведе до зголемување на неказнивоста во Македонија. And you will not have missed the statement from the European Commission. И секако ја немате пропуштено изјавата минатата седмица дадена од Европската комисија во однос на измените на кривичниот законник пред се користењето на европското знаменце кои тие ја сметаат за несоодветна, бидејќи тоа е едно од прашањата за кои треба да се дискутира. И исто така ризикот кој што го идентификува комисијата дека ваквите промени може да доведат до зголемување на неказнивоста. Со широко отворени очи од дел ги испитуваат и случувањата во судскиот совет од летово. Оценската мисија ќе остане до оваа недела, пошто ќе се вратат во Брисел, каде пред Европската комисија ќе дадат рапорт што виделе во Македонија.